Почитови гледачи, добро утро. Јас сум вашата водителка Или Деспотовска, а ова е вториот дел на А4 телевизија од утринското издание Нов ден. Сакам да дадам една своја најава, едно свое мислење за делот во кој што ќе разговараме, односно за темата за која што имаме гостинка, но сакам вака да започнеме. Дали во нашата држава постојат машки и женски права? Дали исто така има поделба на машки и женски бизнис проекти? И како трето, дали во ова наше современо и модерно општество, како што сите мислиме дека живееме, има машки и женски професии? Со таква цел е и мојата гостинка денеска, која што има професија многу атрактивна и многу интересна. Би сакала да ја представам мојата денешна гостинка. А гостинката со која што ќе разговараме денеска е госпоѓа Габи Стојковиќ. Добро утро. Добро утро. Инаку професијата за која што ќе разговараме е обезбедување на имоти и лица. Значи, ова професија е нешто што во поново време е нешто многу атрактивно, многу интересно и привлечно. Сега, кажете ми за почеток, што ве привлече за да почнете да се занимавате со една ваква професија? Малку погасно ќе зборуваме за принципите на кој начин се добива лиценца за работа, но први е она многу интересно. Што ве привлече, дали униформата, дали самиот начин на работа? Па секако, униформа како униформа си има своји предности. Меѓутоа, самото докажување на себе, дали можеш, како можеш да се снајдеш во таа професија, сепак нели ние жените сакаме да се докажуваме каде можеме, доколку можеме во одредени професии. И секако адреналинот што самата униформа, да кажам, го носи со себе. И самата привлечност на професијата, нели, на одредени состојби и ситуации во кои што ќе се најдете, дали ви може да одговорите на тоа? Така, да. Добро. Сега да потенцираме дека за да се биде обезбедување, потребно е да се исполнат одредени услови, но пред се потребна е лиценца. Да, за аплицирање на ова работа прво и основно што се бара е лиценца за обезбедување на имоти лица, која што се добива од Комора за обезбедување. Така. Која што има секако теорија и што се треба да се помине се во таа полага, лиценца? има испити кои што се полагаат, теоретски усмен дел, практичен. И врз основа на тоа, значи збориме за единствено нешто што се бара е само таа диплома, значи небитно од образованието, значи стручно образование, мислам на средно образование, само е нешто обавезно кое што мора да се има, без разлика дали имаш и високо образование, да, значи единствено нешто што секако е најбитно за аплицирање на ова работа е лиценца. Тоа е всушност сертификат за работа, така? Така, да. Сега, во оној теоретски оддел, рековте дека се полагат одредени испити. Што всушност влегува во тие испити? Што се полага? Дали се сеќавате кога го полагавте? Добро, тоа беше 2007 година, кога полагав. Тоа беше теорија има Воведување, можеби? Многу, има криминалистика, има кривично право, односно основа на сите тие полагање запознавање со самата професија, Така. Со своите обврски и задолженија кои што ги имаш утре за својата работа, кој што секако тој теоретски дел ќе ти биде и текако потребен во изведување на својата професија. Така. Добро. Ајде, малку погасно ќе позборуваме уште повеќе што се однесува до ова. Сега вака, ме интересира вашето мислење. Што мислите, колку жената има на вистина права во нашата земја? Зошто го ве прашувам ова? Затоа што се случува, на сите ни познато, посебно во нашата мала земја, зборуваме за наши простори, значи да не ги коментираме просторите што се ван нашата земја, да кажеме и Европа, и далечната ни Америка и така натаму, постои мобинг, но мобинг е, да кажеме, еден многу
во наводници романтичен збор за оно што сакам да го кажам. Значи, уцена на жените. А кога се во прашање предпоставените. Без разлика, да кажеме, дали се во прашање, барем јас мислам така, дали се во прашање повисоки функции, интелектуални функции или работа на жена која што е, да кажеме, обична работничка или продавачка или некои работи кои што се секојдневни, кои се многу пониско платени и како функција се, да кажеме, никакви. Значи, се нема функција, едноставно обичен работник е жената. Што мислите, колку во Македонија постоја такви случаи? Па веројатно не сме различни од никој дел од светот, од ниједна држава. Исто се функционира и кај нас. Сега за мобинг веројатно постои, од моето искуство јас не можам да кажам дека имам такви случаи. А меѓутоа сум читала од најразлични штампи, извори на информирање така натаму дека постојат такви случаи. Меѓутоа, тука веќе не е битна таа полот не е битно, дали се работи за жени или за мажи, значи мобинг како мобинг постои, да. Сега тоа зависи од сваќање на професијата. Како ти се гледаш во таа функција, како предпоставен, хиерархиска, зборим за хиерархија, сега ти како предпоставен, како гледаш на тие што се неколку скалила по тебе, без разлика дали се работи за машко или за женско. Сепа професијата, ако си ја работиш онака и ја сваќаш најпрофесионално како што треба, врз основа на своите обврски и заложенија кои што ги имаш, не знам зошто, би имало такви проблеми. Знаете како? Тоа е, да кажеме, мач со двеоштрици. Велат, постојано ја обвинуваат жената, жените се виновни за тоа што тоа им се случува. Тоа е една работа. А втората работа, доволно е само да се биде жена и да некој кој хиерархиски е изнад вас, си дозволува да падне на таа гранка и да понуди оној непристоен предлог. Што мислите, што е од тие две? Па добро, тој го кажав јас, значи зависи од тоа како си ја сваќаш професијата и што мислиш, што ти дава и што ти одзема таа професија. Значи, самата власт знае да даде и да земе. Се мисли на вашата професија, на униформата, така? На униформата, сигурно. Така да, се зависи од поставеноста на работа. На професионалниот дел. Сега, ако некој тоа знае да го злоупотреби, како што знаеме дека има злоупотреба на функција секаде, сега дали тоа ќе се не знам, дали тоа, например, ќе биде преку мобинг, дали преку било какво, да кажам, злоупотреба некој или начин, тоа веќе е многу индивидуално. Така, добро. Сега вака, она што е интересно за обезбедувањето. Сакам да ни го поделите што по лиценцата всушност има поделба на обезбедување. Какви типови на обезбедување постои? Има техничко, физичко, патрола и транспорт. 4 вида на обезбедување. А може ли да ни ги појасните малку? Техничко обезбедување е обезбедување преку видеонадзор на одредени објекти. Така наречен мониторинг? Така наречен мониторинг, да. Физичко обезбедување на имоти и лица. Патрола е обезбедување кое што е по потреба. Значи, тоа е 24 часовно обезбедување. Каде нема физичко обезбедување во самите објекти, значи патрола оди и на основа на дојави, на основа на надгледување и на повик или не мора на повик, едноставно самата надгледувачка работа има. А транспорт е секако со пренос на пари од одредени места каде што има тоа потреба. Добро. Вие имате работено во мониторинг и физичко обезбедување на објекта. Што по вас беше поинтересно? Па не може да се спореди, затоа што во техничко обезбедување многу помалку имаш контакт, личен контакт. Зборуваме во работа со луѓе. Значи тоа е се,
контакт преку врска. Си ја врши својата работа и надгледуваш. Да. Значи видеонадзор. Додека во физичко обезбедување имаш личен контакт со луѓе, тука веќе доаѓаат други квалитети, излегуваат на површина, што би се рекло. Едноставно снаодливоста, самата способност на убедување, преговарач, да бидеш добар преговарач, дури некогаш и да бидеш дипломат, мислам во средување на одредена ситуација која што во дадениот момент би била проблем. Така да не може да се спореди едното со другото, бидејќи сепак затоа и се разликуваат и така и се делат како различни сегменти од самото обезбедување. Добро. Она што е многу интересно, како реагираат луѓето на жените во униформа? Рековте дека сте работеле како физичко обезбедување. Така. Значи сте имале и контакт со луѓето и каква била реакцијата со оглед на тоа што обезбедување како професија, како женска професија е релативно нова за нашите простори. Значи можеби постои 10-15 години, но сепак ние некако се уште си мислиме дека тоа е нова професија која ќе се види жена во униформа. Па не мислам дека е нова, меѓутоа кај нас како држава многу работи доаѓаат нови дури по 10-15 години, што веќе во светот се нешто најнормално. Сега тука треба да се работи, ако можем да кажам, на подигање на свеста на самите луѓе, дека жената како жена е способна, нели, во сите професии да се докаже и секако дека се докажала. Во обезбедување, жена како обезбедување, не мислам дека има некои посебни проблеми за тоа. Едноставно, те гледаат најнормално како обезбедување, си ја работиш својата професија. Сега не велам дека нема омаловажување, само од типот на половата разлика. Но тоа што се жени. Може би во одредени моменти дури не те сваќаат сериозно. Бидејќи самата жена е нешто што е така, нели, понежно, па и треба заштита, а дури во даден момент како може таа на која што цел живот, нели, некој ја штити, сега таа да штити нешто или некого, меѓутоа верувајте дека жените можат многу добро да ја работат таа работа. Интересно е што од секогаш некако постоела таа поделба на машки и женски професии. Интересно е што во нашата убава и мала земја знаеме жени, лекари, кои што се навистина многу успешни и се издвојуваат од групата, значи од машките лекари. Постојат жени правници, постојат жени политичари, кои навистина се издвојуваат како успешни, докажани, покажани жени, но сега, што е работата? Дали мислите дека негување на една професија, која постојано лебди во ваздух дека е машка професија, е потребно жената да жртвува. Да семејството и биде жртва, всушност да семејството трпи одредени работи, бидејќи жената е посветена на професијата, на машката професија, во која што, рековте и самите, постојано треба многу повеќе да се докажувате и покрај тоа што веќе сте лиценцирани како обезбедување, значи ги поседувате сите квалитети што се потребни за добивање на една лиценца, дали физички, дали психички, ментално и така натаму, значи веќе сте ги исполнили условите да ја добиете лиценцата и повторно во вашата професија многу повеќе треба да се докажувате. Па видите, се е во организација. Значи како ќе се организираш и поддршка од семејството у секој случај. За секоја професија, да не ги делиме сега спрема сериозноста, спрема одговорноста или каква и да е професија, секоја си има одредена одговорност. Така. Значи, се е во организација, како тоа ќе го организирате и нормално љубовта спрема професијата. Ако ја сакаш и ја работиш на вистина, со елан и секако дека мораш да се докажуваш у секоја професија. Многу е важно и поддршката од семејството. Поддршката од семејството, реков во прв план самата организација, за да имаш добрата организација, за да можеш ти како да отидеш спремна на работа, спремна се мисли да си доволно одморена
и психички и физички спремна за да можеш да имаш и резултати на самата работа, бидејќи секој ден не знаеш што носи денот. Така. Добро. Ајде тука некаде да направиме една музичка пауза, да слушнеме некој убава музиче. Колешката ќе ни пушти некоја убава музичка номера, а после тоа се враќаме повторно во студиото. Цидови околу нас, ладен воздух дишам долу, јас ли ти слушам глас. Сакам времето да застане сега, за да не морам да гледам како од мене бегаш. Каде да одам сега јас, каде од ова љубов да се сокрија, каде ќе одиш сега ти, кога во себе знаеш дека мој си би. Земи го моево тело, што веќе зема ти се. Земи ме, земи ме, земи ме. Земи ја мојава љубов, што веќе зема ти се. Земи ме, земи ме, земи ме. Со сите нешта кои болат во нас, веќе не знам да се смејам како порано јас. А никој друг не знае како ти, во очи сонце да стави, звезди да постели. Каде да одам сега јас, каде под ова небо да се сокрија, каде ќе одиш сега ти, кога во себе знаеш дека мој си би. Земи го моево тело, што веќе зема ти се. Земи ме, земи ме, земи ме. Земи ја мојава љубов, што веќе зема ти се. Земи ме, земи ме, земи ме. Земи го моево тело, што веќе зема ти се. Земи ме, земи ме, земи ме. Земи ја мојава љубов, што веќе зема ти се. Земи ме, земи ме, земи ме. Земи го моево тело, што веќе зема ти се. Земи ме, земи ме, земи ме. Земи ја мојава љубов, што веќе зема ти се. Земи ме, земи ме, земи ме. Почитувани гледачи, се враќаме повторно во нашето студио, каде што моја гостинка е госпоѓа Габи Стојковиќ.
Инаку, собственик на лиценца за обезбедување на имоти и лица. Она за што денес разговараме е нешто што во право беше господја Стојковиќ кога рече дека наистина треба да се промени свеста кај луѓето, да на униформа гледаат како на униформа, без разлика дали во таа униформа е жена или маж. А правилата се за сите исти. Од друга страна, сите ние, и мажи, и жени, сме исти пред законот. Дали е така? Значи, сите оние законски одредби, кога ќе се случат одредени прекршителни дела од наша страна, пред законот, исто сме казнувани. И ние жените, и мажите. Зошто тогаш, кога се во прашање униформираните лица, зошто гледаме кон нив, дали треба да се покаже ист авторитет, иста почит, ако се мажи или ако се жени. Мислам дека тоа е сосем исто. Нели? Така. Она што ми е интересно и што би сакала да го поделите со нас е вашите искуства во вашата работа. Знам и верувам дека имало многу интересни, многу невообичаени. Сигурно и дел од се во ова што го кажа. Па да, може да се издвои некој поинтересна, не секојдневна да кажам, баш за тој машко-женски однос, поделба на професии, што можам да кажам дека во тој момент очигледно дека требаше да ги сменим улогите со господинот и ќе го кажам тоа. Во објектот каде што работев како физичко обезбедување, имаше една презентација, дојде еден стилист. И имаше некој перформанс и презентација на некој производ кој што го користеше за својата работа. Меѓутоа, очигледно дека иако е тој еден од најпознатите стилисти и живе и работи во современо време, меѓутоа сепак стереотипот си стои. Се придржува на некои стереотипи кои што очигледно беа многу евидентни во тој момент. Така. Значи имаше тој време за пауза и сакаше да излезе на пауза за пушење, меѓутоа тоа беше место кое не е дозволено за такво нешто и јас како обезбедување реагирав да го промени местото, бидејќи тоа сепак не е дозволено. Во дадениот момент господинот воопшто не ме свати сериозно, веројатно не бев доволно авторитативна, да бидејќи тој жените, тој жените очигледно не ги разбира или има проблем со тоа да униформа, дека таа жена е во униформа, значи тука ја представувам ја некоја фирма, јас сум обезбедување, униформата ја представувам. За него очигледно жените бе објект на кој што тој ја покажува својата работа, бидејќи тој е стилист, тој е шминкер, тој шминка или прави фризури или било што. Значи, морав неколку пати истото да го повторат, бидејќи јас морам да ја оправдам таа униформа, никој не ми ја дал мене џабе таа униформа што ја носам. Значи, си ја знам својата обврска, до каде и како треба да изреагирам во одредена ситуација, секако јас тоа го истерав онака до крај. Дури тогаш, кога виде дека јас навистина сум упорна во својата намера да ги испочитува сите правила кои што се во тој момент, во тој објект за сите како и за него, и тогаш веќе мораше да го испочитува она што го барав од него. Тука е веќе она машки-женска професија. Да биде малку машко, нели, да покаже машкост. Во ред, ако тој сака да ја покаже машкоста. Меѓутоа, што ќе правиме со замена на улогите, значи јас како женско во својата професија. Значи не сум доволно машко за да ме свате озбилно. Што да правиме со неговата професија? Тој е шминкер, тој е флизер. Тоа е женска професија. Дали ние ги сменивме улогите или како да го сватаме тоа како машко што тоа е женско? И тоа не е доволно женско. Или тоа не е доволно женско за да може мене да ме шминка како што ми понудија да не сакаш случајно да да ти покажам својата работа и така натаму. Требаше да ги покажеме способностите што можеме. Мислим тука веќе е многу дискутабилно да зборуваме за таа машка-женска поделеност, што секако веќе не постои, а нема. Така. Добро, она што исто така е интересно, што
од вашето искуство за кое што имаме разговарано. Жените се, рековте и самите, го имаат оној инстинкт. Пред се, сите жени, нели, се мајки, и оној посебен инстинкт на пречувствување на работите. Бидејќи родител е секој, да кажеме секој, посебно мајките. Значи, кога веќе ги чуваме децата и оној инстинкт кога детето ќе заплаче и она кога ќе видиме дека нешто не е во ред, она пречувствителност и инстинктот, мислам дека во многу професии не прават навистина многу подобри. Подобри во смисла на пречувствување на одредени состојби и ситуации, посебно во вашата професија, каде што тоа е една од битните работи. Рековте, кога сте полагале за лиценца, еден од испитите кои сте морале да ги поминете е стрелање со оружје. Така. Па тоа е еден од практичните делови покрај физичката и кондициона спремност, кој што исто практичен дел, исто и способноста, односно мораше да се добие дозвола за ракување со оружје. Со пиштол и со пушка. Значи, ние тогаш бевме 60-тина кандидати кои што полагаат тој ден и имаше околу, мислам, половината, поминавме во кој јас и немаше ни една колешка која што не помина. Падна негде околу 25-30 машки кандидати. Значи, не зборуваме за протекција. Не зборуваме дека си поминала затоа што си женско. Не. Зошто? Затоа што сите исто полагаме. Тоа беше евидентен една процедура дел, која што мора секој да ја помине со одредени норми кои што мора да се исполнат, тоа, значи поминуваш, не поминуваш. Се гледа евидентно дали ти поминуваш или не поминуваш. Тука не можеш да поминеш ако не ги исполнуваш тие резултати кои што се потребни за полагање на испитот. Сакав да кажам дека ние како жени, нели, не сме биле во војска. Да. Не сме ракувале со оружје. Да. Ние дома не го користиме пиштолот за домашни обврски, додека мажите, нели, си имаат како деца служеле војска, одреден дел, да кажам, не можам да кажам себе поновите генерации, многу ретко и одат ако сакат, нели, на доброволна основа. Ако не друго и се играле со пиштоли како деца, ако не друго, да, барем тоа го користеле како играчка. Зошто тогаш? Најголем дел од нив падна, а ние поминавме. Значи, сакам да кажам дека не се сите родени жени да бидат жени и не се сите мажи да бидат мажи. Затоа не можеме да се пронајдеме сите да кажеме тоа се женски професии, тоа се машки професии. Не мора да значи ти ако си машко да мораш да работиш машка работа. Не се пронаоѓаш у нешто што тебе ти одговара. Да. Каде си креативен и каде докажуваш својата способност. Така. Велат, не значи ако жената работи некоја професија која еве да кажеме како ова, значи кај што се бара малку повеќе појака физичка кондиција, по некоја озбилност и авторитетивност, сепак жената се пронајде тука, што не значи дека е помалку женствена ако го работи тоа. Па добро, женственоста може да се покаже и евидентна, бидејќи самото тоа се доаѓа со раѓањето, го имаш или го немаш. Едноставно, се покажува во секоја професија, без разлike дали ти носиш униформа или си во некоја секојдневна гардероба. Тоа едноставно се гледа и дека може да користи некогаш може, меѓутоа не во однос на изгледот, меѓутоа во способноста, она наша, можам да кажам, ајде жените некако ние секогаш гледаме да работите ги средиме со комуникација, со способност со способност за убедување, да бидеме малку дипломати. Едноставно сакаме да се биде средено онака најдобро како што може. Не дека сега мажите тоа го прават секогаш на сила и така натаму, не. Меѓутоа,
се што правиме гледаме тоа да биде онака најубаво како што може, нели, таа наша способност, што би се рекло, да ја за комуникација, за убедување, да искористиме најдобро колку што може. Така, но како и рековте самите, ваша обврска и должност, што влегува под оној договор кој што ги имате подпишано, значи дека секогаш треба првин да се проба во одредена ситуација, да се преговара и на фин и мирен начин да се реши. Но таа обврска, таа должност стои за сите личности кои што имаат лиценца, без разлика дали се машки или женски. Значи не е тоа само обврска на жените, така ли? Како се има процедура за решавање на одредени ситуации, нормално дека најбитно е да се самата ситуација да се доведе до состојба на смиреност и да ја имаш под контрола. Ајде да не кажете некои ваши искуства. Нешто што ви се случило. Дали сте имале прилика да реагирате, да кажеме, бидејќи сте биле во еден шопинг центар, сте биле работени во таков објект, сигурно имало такви ситуации и некои од моментите, ситуациите во кои што сте морале да реагирате. Сте биле присутни? Па добро, имаше, меѓутоа една би издвоила, кое што секако дека има пријава на одредени кражби. Така. Сега многу е битно ако тоа се пријави во многу временски, например, да тоа биде веднаш или во рок од неколку минути, за да можеш да изреагираш, затоа што ако особата го напушти објектот, не можеш, бидејќи прво не смеш да го напушташ објектот, каде што обезбедуваш. Да. Секако имаше особа која што земала нешто што не е нејзино и во дадениот момент, бидејќи немаш овластување, да ја пребаруваш, секако ја замолуваш да ти покаже се што има кај неја и секако најдовме тоа што не беше нејзино. Процедурата е следна, да си доаѓа полиција и си работи според своите должности. Така. Дали некогаш ви се случило да кулминира ситуацијата, состојбата, со оглед на тоа што ние комоночени знаеме да бидеме брзи, да бидеме така темпераментни, да знаеме да реагираме кога треба и кога не треба. Во принцип не сме лоши луѓе, но некако што велат луѓето од страна кога не опишуваат, повеќе сме галамџии, значи и од друга страна сакаме на сила некои работи да добиеме, у принцип не сме физички насилници, многу сме повеќе онака муабетчи, многу повеќе на јазик што велат ја покажуваме силата и на галамата и нели на тоа некој треба да се исплаши од страна ако така се однесуваме. Како реагираат таков тип на луѓе? Верувам дека сте имале такви случаи. Со оглед на тоа што сме кумановки и веќе си ги познаваме луѓето и знаеме како Добро, се они. видите, кумановци како кумановци вела такви се, меѓутоа обезбедувачите и тие се кумановци. Па за тоа и Значи викам, сите сме дека сме од истото поднебие, Да. ги носиме И истите го препознаваме квалитети, тој. мани, да кажам. Го препознаваме тоа. Меѓутоа, не може да се повикаме на самото поднебие дека ние како кумановци сме такви, луѓе сме. Да. Сите знаеме да изреагираме и самите ние онака како што не очекуваме, дури можеме и така да изреагираме. Значи не треба да реагираме на провокации, не треба да паѓаме на било какви влијанија. Едноставно секогаш и секаде најсмирено мора да изреагираме во одредена ситуација, бидејќи на агресија, ако реагираш со агресија, веќе тука е многу голем проблем. Се враќа и на Веќе таков начин. излегува состојбата, самата ситуација бега од контрола. Се има процедура и за такво нешто, меѓутоа зошто? Нема потреба од такво нешто. Значи секогаш се гледа да тоа се среди онака најдобро колку што може, без разлика во каква состојба е целата ситуација или лицето кое што го предизвикало или учесник во самата состојба, во самата ситуација која што би требало да се држи под контрола. Инаку постои патрола, постои полиција која што веќе ако ситуацијата нели отиде
кој што не може да ја држи под контрола, секако си повикуваш патрола која што иде понатаму со полиција, така да процедурата си е во тек. Мислам, продолжува како што треба. Да. И сега, лично обезбедување, значи, или пак обезбедување на VIP личности, или обезбедување на јавни личности. Надвор од Македонија, да кажем и во соседството, па мислам и во соседството дека оваа професија е не само што е многу поатрактивна е затоа што е многу повеќе платена. Атрактивноста на оваа професија е првина затоа што навистина е многу повеќе платена, а од друга страна начинот на живот кој што го живеат нашите соседи, првини живеат во земји во која и да се свртиме од нашата околина се по многу бројни, многу жители има, значи многу луѓе има. Така да со оглед на тоа што ние сме многу малку како луѓе, веројатно мисла дека не постои опасност таква како што постои во големите држави. Да одиме малку подалеку, Европа или пак Америка, каде што оваа професија е веќе сосема нормална. Сосема е нормално VIP личностите и личностите од јавниот живот да имаат обезбедување, лично обезбедување. И вашето мислење за тоа, првин, дали сте имале некогаш желба да бидете лично обезбедување на VIP личности и што мислите колку сме слични и различни со бодигардите или телохранителите од далечните ни земји? Дали сме толку Да не далеку? се повторувам, значи многу далеку сме од сите западни земји во однос на ова, да кажам, оваа професија, да не ги спомнувам другите. Ја никогаш не сум имала желба да работам како обезбедување некоја VIP личност. А додека горе на запад или во некои соседни земји, ајде во блиското соседство да кажам, или ајде во Европа, многу имаат различна подготовка за таа работа. И различна властување. Ригорозни се во однос на се и овластувањата ги се каде многу поголеми. Да. За вршење најдобро како што треба Да. за својата професија, бидејќи сепак тоа е VIP личност, што и секако имаат веројатно и плюс нешто што би можеле, што веројатно кај нас можеби го нема. Не знам сега со новите закони како е, дали има плюс нешто донесено, не знам, не сум во тек. Меѓутоа, финансискиот дел е многу битен. Кај нас е многу слабо платена оваа професија. Да. И најголем дел од луѓето и се откажуваат баш поради тоа. Има одговорности, многу голема, сериозна, мислим, голема одговорност е, сериозна и ризична професија. Секако, зависи од објектот каде работиш. Има објекти со многу голем ризик. Прво за својата сигурност и секако за сигурноста на сите вработени. Како и за објектот кој што го обезбедуваш. Многу слабо. Да. Добро, она што рековме, значи, треба многу да се работи на кога веќе некој го чува објектот, се грижи за објектот, е обезбедување. Значи дека таа личност го става својот живот пред објект. Значи, тој го брани објектот, а рековте дека немате по овластување право да носите оружје. Така? Не би навлегувала многу во тие овластувања, зашто сега со Вие кога сте новите биле закони- обезбедување на објектот, дали сте носеле Не. оружје? Не носев. Не знам сега како е по новите закони, кој сме е, меѓутоа колку што ги гледам, колку што ги пратам. Колегите што има, да кажам бивши колеги, Така. кои што се уште се во таа професија, имаат одредени носат. Некои носат, некои не, веројатно е во зависност од објектот или во кој обезбедување спаѓа, дали е тоа физичко патрола и така натаму. Да. Што мислите? Со оглед на тоа што повеќе не ја работите оваа професија. Така.
Една од причините зошто се откажавте, зошто престанавте да работите? Променивте, најдовте подобра или? Па, прво и основно, што сите ние бараме подобра работа е секако прво финансискиот аспект. Така. Значи, многу слабо платена работа, Добро. која што можеш многу по-неодговорна работа, да кажам под наводници, ако може работа без поголем ризик, ајде да не кажам неодговорна, да работиш за исти пари. Тогаш зошто би ризикувала толку Да. за таа некоја плата која што би можела да ја добија со нека многу понеризична работа. Каде што неам таков ризик, бидејќи сепак кога работиш со народ, а штитиш нешто од некого, значи секако дека си во ризик прво за својот живот и за се останато кое што го обезбедува. Што мислите, што генерално треба да се промени? Некоја ваша идеја, нешто што се однесува до овој тип на професија? Па прво што треба да се промени, не сум сигурна, меѓутоа мислам дека се работи на такво нешто, да се зголемат овластувањата. Овластувањата да се зголемат, за да имаш многу повеќе опции на реагирање во одредени ситуации, бидејќи гледам дека и времињата се менуваат. Значи, сите проблеми, се она што се случува и се намалува возраста, значи многу млади веќе малолетници, да кажам, во одреден момент знаат да направат таква проблематична ситуација што едноставно ти не си во можност, не можеш, бидејќи тој сепак е малолетник. Да. Не знаеш, не можеш едноставно да реагираш неког, а мораш. Да. Имаш обврска, затоа си и тука поставен. А прави се состојба и ситуација, ве става во ситуација како возрастна личност. Така, а тоа што ќе го направи, знае да излезе од контрола. Да. И тоа мора некако да се среди, и тоа би требало да имат сите оние што работат лицата во обезбедување, да имат поголеми овластувања и секако да се заштитени од се она што ќе го изреагира законот да стои поза нив. Да. Да се заштитени затоа што самата ситуација налагала да тие така изреагираат. Да. И бидејќи тие се за тоа и тука. На крајот на краиштата со законски одредби, комората ви ја издала лиценцата, значи законот стои позади вас со документот кој што како сертификат ви служи за работа. Значи вие сте законски тука. Имаш, да, ти си тука како лице за Законски обезбедување. лице, да. Така, меѓутоа тоа треба да се среди со Да се работи на овластувањата, тоа да се работи, да. Добро. Што би им апелирале, еден апел, на младите девојки, да кажем, или на сите оние жени кои сакаат да влезат во оваа професија? Дали би им советувале нешто? Дали би апелирале нешто до нив? Дали би им упатиле некоја порака? Па, знам дека, верувам дека сите млади девојки, жени, можат да одговорат на секоја професија. Значи, нема професија каде не можеме да се снајдеме. Значи, не велам дека сите жени треба да се пробаат во оваа професија, не, меѓутоа, да немаат никаков страф. Дека како жена не би можела тоа недоверба. да го работи. Да. Да, затоа што самата професија како професија е убава. Зошто да не се пронајдеш во неа? Значи да било која, ако има било каква желба, например, за ваква професија, затоа што ти не работиш секогаш во униформа. Некогаш работиш ти и во униформа која што е без обележување. Работиш во едно убаво женско одело. Да. Кое што, значи, не мора да се повикуваме на тоа, демек униформата нешто значи, ти дава самодоверба. Тоа не е точно. Зошто? Ако ти ја немаш самодоверба, тоа самата униформа не ти ја дава. Ти му ја даваш на униформата таа самодоверба што имаш, важноста, да. авторитативноста и се она што ти го нагласуваш, Да. она кое што треба да го работиш. Затоа не е ништо посебно и страшно, па сега демека обезбедување, жена како ќе се пронајде, сите може да се пронајде. Но е предизвик, нели? Предизвик у секој случај да
се види како тоа би можела у дадениот момент да се снајдеш, да се пронајдеш едноставно. Добро, ние сме тука пред крајот, веќе емисијата ни помина, навистина многу брзо поминува, кога си има убаво друштво и убав соговорник и се разбира кога нешто е многу интересно, секогаш велиме дека не кажавме што многу работи, а требаше да кажеме, но како и да е, мислам дека е сосема доволно. Мислам дека знаевме каде и во што да потенцираме и со што да ве заинтересираме и да ги појасниме работите. Значи дека сите сме, барем се трудиме да бидеме што поквалитетни во професиите кои што ги работиме. Интересно е зашто постојано кога ќе се видат жени во некои, да кажеме, машки професии, некако луѓето реагираат на чуден начин. Но како и што рече господје Стојковиќ, а што да правиме со луѓето кои што ги работат женските професии, а се маши? Зошто на нив не се однесува така, или пак да кажеме на готвачите, светските готвачи кои што се маши. Значи тие се пронаоѓаат во кујна, нели тоа женска работа, нели тоа женска професија. На што личи маш со кутлача, да кажеме. Нели тоа работа на жена. Но на нив не се гледа така, се гледа на жените, дека тоа биле машки професии. Нема врска. Свесни сме дека сите ние се трудиме да бидеме што поуспешни во нашата работа и тој однос према мажите ние го немаме. Кога ќе се најде во некоја наша професија, го немаме тој однос. Ние го гледаме како рамноправен колега и не гледаме дека работата наша, а тие гледаат во нас дека ги работиме нивните професии. Сега јас мислам дека тоа е не би сакала да ме сатат погрешно машките, но мислам дека тука е машкоста прашање, нели? Слабоста, зошто сега јас тоа не можам да го работам, а жената може, сега ајде тоа ќе го поценувам, бидејќи јас не сум доволно храбар да го работам тоа, или доволно подготвен. Да кажеме, ние би го разбрале така. По женска линија така би можеле да го сватиме. Како и да е, ви благодарам што одвоивте време, што не го разубавивте студиото. Ви пожелувам успех, да се продолжите по оној пат кој што ви е зацртан и што мислите дека најправилно, најубаво, најинтересно и најисплатливо, тоа да си го работите и секогаш да го бараме оно што си го заслужуваме. Така ли? Дај Боже сите да си ги добиеме тоа што си го заслужуваме. Се зависи од нас, колку ги се трудиме и колку ги се вложиме. Да, колку сме упорни и колку го посакуваме. Колку многу го сакаме тоа што го работиме. Така. И такви резултати ќе имаме сега. Сигурно. Ви благодарам уште еднаш. Ви благодарам на вас. Почитувани гледачи, тука е крајот на моето денешно издание на Нов ден. Јас се надевам дека бевме доволно атрактивни да не следите до крај. Доколку не можевте да не следите од почеток, репризното издание на оваа денешна емисија ќе оди во понеделник во попладневен термин од 15 часот и 10 минути, а веројатно една од репризите ќе оди и викендов. Се најубаво денеска, а ви пожелувам да имате и убав и пријатен викенд. Да го поминете со драги луѓе и што е многу важно, најдете време да се одморите и да се релаксирате, бидејќи од понеделник ве чекаат нови обврски и уште една нова работна недела. Што е поинтересно, почнува месец март следната недела. До тогаш, се најубаво.